Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е секретарот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Дејан Ристов. Господине Ристов, добро вечер. Благодарам што еве повторно прифатите да гостувате во нашата емисија. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Поминаа 100 дена од владењето на премиерот Зоран Заев. Тој во својот отчет истакна дека го одржал зборот кон граѓаните, обезбедувајќи транспарентност, декласифицирање на тајните договори и економските мерки, додека според вашиот лидер поминаа 100 дена на лаги, хаос, понижување и слично. Така е, помина 100 тензични дена. Значи, ние како политичка партија воопшто не сме изненадени од сите пропусти, од сите скандали што произлегоа од овој период. Очекувано беше, ако се земе во предвид начинот на кој што дојде ова гарнитура на власт, преку конструкции на различни афери, скандали, значи конспирации, и се гледа тука континуитетот, во ист манир продолжуваат и понатаму, дека еве конечно митот за режимот паѓа, дека се ослободува општеството од стегите на режимот, на државата, и секако примат во тоа го има Зоран Заев со неговата екипа. Така да, оно што може да се забележи дека граѓаните, оние што очекува промени на подобро, значи да се надоградат одредени проекти, се разочарани. Се гледа и од самата пресконференција во која што ништо суштински не беше кажано, туку беа употребувани веќе познатите флоскули, изјави на Зоран Заев, преку кои сакаше да се заскријат сите скандали што произлегоа и безидејноста на ова власт. Така да, на пресконференцијата на нашиот претседател Никола Груевски во детали беа објаснети сите серии каде што беа нотирани овој период пропусти и уназадување, бих сакал да кажам, а не надоградување на она што беше сработено сите овие 11 години претходната влада. Значи, едно од главните ветувања беше кон земјоделците, дека ќе се зголемат субвенциите значително, некаде 30-20%, се уште тоа не го гледаме. Едно од главните лајт мотиви беше и поддршката на малите и средни предпријатија со сума од 140 милиони евра. Се уште не е отпочнато со тоа, иако имавме ребаланс на буџетот, каде што само регресивно беа намалени многу ставки во поддршката на образованието пред се, на здравството, така натаму. Пензионерите беа измамени, тоа пред неколку дена може да го видат кога ги подигна пензиите. Значи, наместо 5% покачување на пензии, само се изврши едно нивелирање, односно приспособување кон инфлацијските текови, односно покачувањето на потрошувачката кошница, значи за некои незначителни 20-30 денари, а некои пензионери воопшто нема ни покачување. Така да, тоа е за почеток би сакал да го наведам. Новата влада смета дека најголем успех досега остварила во надворешната политика. Премиерот го спомена договорот со Бугарија, како и напредокот во спорот со Грција. Така е, веќе во првите денови од ова влада, значи во јуни месец, започна една дипломатска офанзива, тие така ја нарекува, со голем ентузијазам. Министерот за надворешни работи, господин Димитров, беше во посета на Грција. Значи, испрати порака на пријателство, сите бевме сведоци на тоа, имаше средби со целиот државен врв и со представниците на опозицијата, Нова демократија. Така да, но сепак, после неколку дена таа енергија спласна, односно се соочивме со уште поголем цинизам од страна на нашиот јужен сосед, што значи дека не беа доволни сите тие пораки што ги праќа како нова влада. Имено бевме сведоци многу пати изминатите 10-11 години како и наши представници, претходните министри, премиерот Груевски ги канеа грчките
државници, но на средби, на соработка. Имаше некој напредок последните 2-3 години, но многу далеко од решавање на проблемот на спорот со името што го имаме со Грција. Што се однесува за Бугарија, значи тоа е договор кој е единствено на штета на Македонија, пред се на македонскиот народ, на идентитетот, на нашата историја. Преку овој договор, значи се отвара голем простор преку кој ќе може сите овие национално-шовинистички елементи кои што се во бугарското општество и пред се во владата да ги реализираат своите претензии и аспирации кон Македонија, односно негирање на македонското постоење пред 1945 година. Според премиерот Заев, законот за употреба на јазиците е последното отворено прашање од рамковниот договор. Значи, законот за употреба на јазиците сега пред локалните избори е доста актуелен. Значи, ние се согласувам со председателот на владата дека тоа е затварање на рамковниот договор. Содржината на рамковниот договор одамна е исцрпена, но поголем проблем не е самиот договор, туку она што се нарекува духот на рамковниот договор, кој што 15 години дел од политичката елита во Република Македонија го користи за да се прошири самата рамка на договорот и се повеќе концесии да се внесуваат во однос на албанците, граѓаните припадници на албанската заедница. И јас сум убеден дека тоа воопшто не оди во корист на самите албанци, ниту дека ќе го подобри животот во Република Македонија, туку само ќе ги искомплицира работите, ќе ги изголемува на долг рок меѓуетничките тензии и ќе делува дискриминаторски кон другите заедници, што не се македонци или албанци. Истиот закон предизвика жестока расправа на седницата на Собраниската комисија за европски прашања. Пратениците од ВМРО-ДПМН реагираат што овој закон се носи под европското знаме, тие велат дека содржината не одговара на ниту еден од актите на ЕУ. Токму така, се согласувам, значи воопшто нема ова содржината на самото законско решение нема никаква поврзаност со европската регулатива или со било какви услови кои или барања што воопшто некогаш ги барале од нас представниците на Европската Унија. Едноставно се обидуваат да го амортизираат шокот што е присутен во јавноста. Значи, наместо да се движиме кон градење на еден граѓански концепт во Република Македонија, се повеќе преку вакви етнички аранжмани уште повеќе се загрозува иднината и обстанокот на самата држава. Коментирајќи го најавеното заминување на неколку странски инвестиции, лидерот на ВМРО-ДПМН истакна дека на новата влада во наследство и оставиле 60 странски компании кои имале желба да дојдат и тука да инвестираат, меѓутоа со оваа клима не е оптимист дека истите ќе дојдат, туку и дека и оние што ги има веќе ќе си заминат. Председателот на ВМРО-ДПМН на таа пресконференција беше во детали објасни за секоја компанија поединечно, од која гранка доаѓа и докаде се преговорите со секоја од нив. Она што можеме да го кажеме дека веќе неколку години социјалдемократите, заедно пред се ова раководство предводено од Зоран Заев, користеа една крајно негативна антагонистичка реторика кон странските инвеститори. Ги користеа сите прилики, значи при среда со граѓаните, медиумските настави да кажат, да потенцираат дека тие на некој начин се привилегирани, дека има некои тајни договори кои што владата директно преговара со нив и им даваат огромни суми, ги финансираат само колку за да дојдат тука и да инвестираат. Значи, климата воопшто не е добра. Тие пораки стигнуваат до странските инвеститори, нормално. Тоа влијае на нивната одлука за каде да инвестираат. Она што е скандалозно е тоа што овие 60 компании кои веќе се во завршна фаза и дале одредени сигнали позитивни дека ќе инвестира во Македонија, се уште
со нив не се комуницира, не се преговара и така. Однеодамна започнат двосменското работење во повеќето институции во државата, како гледате на ова? Да, и ова е едно од реформите како реформи што сакаа да ги представат представниците на новата власт. Значи ова е многу избрзано решение, имаше реакција од синдикатот, од фелата и од експертите од таа област. Секако дека постојат семејства, родители кои што ќе имаат потреба и ќе ги користат услугите на градинките пред се во втора смена, но тоа треба да се во консултација со општините, точно да се процени колков е капацитетот на самите градинки и установи и врз основа на тоа да почне да се реализира оваа мерка што е. Останувате ли на ставот дека новата влада ги копира проектите на ВМРО-ДПМН, иако претходно ги критикуваше? Мене повеќе ме загрижува целиот дисконтинуитет на многу проекти на претходната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, разните капитални проекти кои што веќе се соочуваат со чудни, јас би рекол чудни блокади, како што изградата на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид и други проекти. Пред недела дена социјалдемократите и плюс представниците на владата излегоа со тоа дека со план значи да се продолжи легализацијата на бесправно изградените објекти за цела 2018 година. И затоа ние како партија реагиравме дека ова е еден од проектите што беше најмногу напаѓан, посебно од 2011 кога беше и дискусијата во собранието. Тогашниот координатор на претеничката група, а сега министер за транспорт и врски Сугарески, беше најголем критичар на овој закон, за да сега излегуваат со пролонгирање на рокот за легализирање на бесправно изградените објекти. Според ВМРО-ДПМН, како што велите, неспособната влада на Заев и Таравари е највиновна за скандалите во здравството. Значи, Министерството за здравство уште од првите неколку дена од новата влада започна со одредени, јас би рекол, аномалии во своето функционирање. Министерот Таравари доста амбициозно настапи, најпред како представник на неговата партија, па потоа и како решение за министер со една, сите се согласи, импресивна биографија. Стручна, но како менаџер, како политичар воопшто не се снајде и наместо да започне со суштински реформи во самото здравство, да некој да ги продолжи. Од претходно, тој повеќе внимание, како и целокупната влада, посветуваше на пиарот, на самата кампања, на тоа каде бил, со кого се сретнал, што кажал, како одговорил на нашите критики. Почна сериозни инциденти да се случуваат во македонските медицински установи, имаше смртни случаи, тешки пропусти, на кои ние како партија реагиравме, а од друга страна се соочувавме со едно индолентно, јас би рекол, наистина испод ниво однесување за некој што треба да води така битен ресор. Во меѓувреме министерот објави дека има градоначалнички амбиции. Како гледате, што е според вас пресудно за овој потек од министер да се стане градоначалник? Пресудни се според мене две работи. Првата е тоа што веќе почна рейтингот него личен, а и на самото министерство и на владата да паѓа со сите овие скандали што се случуваа и неговото лично неснаоѓање во комуникациите со опозицијата, со граѓаните и секако да се искористат овие локални избори за да се едноставно ретерира, да се повлече од таа функција. А втора работа е, сметам дека неговата партија, посебно во тој регион во Гостивар, има доста висок рейтинг, имаше забележителен резултати на последните избори и од тука и големите шанси да победат таму. Секако Таравари локално има сигурно висок рейтинг таму, посебно кај нивните гласачи, така да и неговата партија тука гледа шанса со него да победи. Кумановци по одлука на советниците нема да имаат можност да се изјаснат дали се за или против населување на мигрантите на територија на општина Куманово. Иако
Коалицијата за подобра Македонија достави барање до Советот да се расправа на ова прашање, советниците сепак не го прифатија. Да, бевме пред некое време сведоци на отфрлање на иницијативата од страна на мнозинството во Советот, предводен од председателот на Советот и на СДСМ и коалиционите партнери. Тоа е нивен генерален став во цела Македонија, значи секаде во сите општини советите ги блокира, каде што може, каде што не ги напуштаа седниците, кога се расправаше за оваа точка. Исто и во Куманово постапија со едни, не знам, паушални, несватливи изговори, посебно од председателот на Советот, каде што почна да утврдува некаква неуредност првично на иницијативата на граѓанското движење, а потоа и на иницијативата на нашата советничка група на Коалицијата за подобра Македонија. Значи, според него и мнозинството во Советот не постоела таква опасност дека тоа е некаква фикција што еве ние ја измислуваме пред локалните избори, се со цел за да влиеме страв кај граѓаните и да добиеме поддршка од нив на локалните избори. Доста несериозно, ако се земе предвид што ни се случуваше последните 2,5-3 години, кога нашата територија помина над 1 милион, што легално, што нелегално мигранти и бегалци. Значи, тука има јасна дистинкција. Според мене повеќе економски мигранти помина отколку луѓе што навистина беа приморани да се иселат од кризните региони. Значи, сето тоа го заборавија и вака на еден доста арогантен начин, пристап својствен за кумановското СДСМ, ја отфрлија оваа точка. Тие тврдат дека стратегијата е само продолжение на оно што го потпишал поранешниот министер Спиро Ристовски. Тука не се согласувам. Ако се споредат двата документи, ќе се види огромна разлика, пред се во содржината, во деталите, и секако многу се битни околностите во кои се донесуваат овие акти. Тогаш кога се дискутирало за претходната стратегија, периодите 2007-2008-2009 година, секако се имало предвид создавање на правна рамка за да се овозможи интеграција, згрижување на една многу мала група на луѓе кои останаа како последица од Косовскиот конфликт во 1999 година, и секако се водеше сметка и да се сето тоа да се хармонизира со искуствата од меѓународното право, односно начинот на кој што се регулира секаде во светот. Од тогаш наваму се сменија многу условите, значи како што истакнав пред малку, се соочивме со една бегалска криза од историски размери, една преселба на народи, и врз основа на таа преселба, на таа миграција, ние создаваме една нова правна рамка во која што предвидуваме на интеграција на стотици илјади граѓани од различни држави, пред се луѓе кои што доаѓаат од тотално нетолерантни средини, кои што либералните и демократските вредности воопшто да им се познати или ги познаваат само во основа. Ако се земе во предвид колку е крепка нашата демократија, колку лесно може да се загрозат интеграциите внатре во општеството, дека има цели групи сегрегирани, се уште не вклопени во системот, значи ние ќе се соочиме со голем проблем, доколку стратегијата што ја предлага и акциониот план исто, што е многу битен, каде што конкретно по сектори се предвидува интеграцијата, ќе имаме големи проблеми. Така да, навистина не ми се јасни пред се советниците од СДСМ зошто реагираат така. Ќе видиме во брзо време како ќе се одвие. Кој е вашиот став за реализација на проектите на локалната самоуправа? Го спроведе ли СДСМ оно што како партија го вети на последните избори? Нашиот став е и став на огромното мнозинство граѓани на општина Куманово, а тоа е дека овој последниот мандат на Зоран Дамјановски на СДСМ е уште едно големо разочарување во низа. Знаеме на каков начин ја создадува програмата 2013-2017, дека
за 2-3 дена напиша одредени проекти кои што се тешко може да се реализираат и за многу побогати општини од Куманово. Но она што може да се види, кога би се правила анализа, значи освен некои ситни работи, воопшто капиталните проекти воопшто не се ни почнат. Значи едно од главните ветувања беше формирање на индустријска зона во аторот на селото Речица во близина, каде што предвидуваше Дамјановски заедно со Максим Димитриевски. Ова ветување го пласира навсекаде во целата кампања. Планира 60 парцели на таа индустријска зона каде што ќе можат да се вработат од 2500 до 3000 наши сограѓани. После 4 години, кога неколку пати излегувавме на пресконференција и го повикуваме градоначалникот да се принесе зошто воопшто не е ни почната таа инвестиција, тој да излезе и да ни каже дека сватил дека не се исплати да се гради индустријска после 4 години. И најнормално би било и пред да се даде некој ветување да се направи анализа дали е исплатливо тоа, дали ќе може да се реализира. Тој очигледно тоа не го направил, него после 4 години на крајот овој мандат да ни каже дека сватил дека не се исплаќа. Имаше ветување за горилница за отпад 50 до 60 милиони со капацитет од 150.000 тони на отпад годишно да се обработува. И исто сведоци сме дека такво нешто не постои. 11 пречистителни станици, мини пречистителни станици, ниту тоа не е отпочнато. 73 километри канализација во оној район кај што ќе се градат пречистителните станици и тука нема ништо. Има една рубрика Наше мало. Сега гледам градоначалникот во заминување, господин Дамјановски, сака нешто да направи во врска со тоа, но тоа овие зафати се планира не за еден мандат, за најмалку за 2 мандати. Така да генерално воопшто на 90% од тоа што е ветено од страна на СДСМ и од Дамјановски не е реализирано. Деновиве може да се слушнат коментари меѓу граѓаните дека еве предизборно локалната самоуправа работи на повеќе инфраструктурни проекти. Да, значи, како што можете да видите, цело Куманово е раскопано, се гради во секоја, значи се отпочнуваат милион работи. Прашање е колку од нив ќе се завршат и тие што се завршија во централното градско подрачје, реконструкцијата на главните артерии и улици, после месец и пол до 2 месеци почнаа нови дупки да се јавуваат. Значи се користат различни методи, манипулација со граѓаните, посебно при градските населби, гледам во Ајдучка, Чешма, се обидуваат нешто во населбата Иго Тричковиќ, во Карпош, крпат са неквалитетни санации на улиците, реконструкции, по никакви стандарди, греба на асфалт се донесува, се дават разноразни ветувања, значи се што може за овие неколку дена да се направи, а што треба со години да се систематски да се гради, да се планира, тие сака да го направат со цел, се разбира, што повеќе поддршка за локалните избори. Како партија неодамна реагиравте на сообраќајниот хаос, особено на влезот на Куманово, како и кај градската болница? Да, во неколку наврати реагирав, значи сообраќајот е представува огромен проблем во Куманово. Една од причините е масовна комерцијализација на урбаниот простор, се изградија згради кај што треба и кај што не треба, без паркинг простор. Ова кампања што ја води Дамјановски со раскопување на улиците и тоа уште повеќе ги отежна условите за нормален сообраќај, затоа сме сведоци на многу незгоди кај што страдат најмногу пешаците. Конкретно за ургентниот центар алармиравме и за измените во Дупот, кај што веднаш спроти центарот ќе се гради огромно здание, огромна зграда. Тука уште повеќе ќе се концентрираат автомобили и сообраќајот уште поотежнат ќе биде и тоа е и самиот влез-излез на градот. Знаете дека тука целиот потек е ископан веќе подолг период, така да тоа е нашата реалност.
На една од пресконференциите укажавте и дека Куманово се претвора во депонија и дека особено страшна состојбата во населбите. Куманово е од секогаш го има овој проблем. Значи хигиената е на многу ниско ниво, депонија има на секој чекор, нема елементарни работи како што е канти за ѓубрево, централното градско подрачје. Градоначалникот секогаш на наше повикување излегува и се правда со културата на граѓаните, ниската свест, неможноста навремено да се реагира, немањето на доволно капацитети и слично. Јавното предпријатие Чистота и зеленило е посебна приказна. Имаше многу, значи, според мен скандалозни периоди кои што целиот град беше во ѓубре, во неколку наврати се случуваше. При градските населби и подалечните места се посебна приказна. Како ја коментирате активната кампања на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за градоначалник на Куманово? Според вас, дали тоа е демократија или пак излегува на видели на недоразбирањата и фракциите кои што ги има во партијата? Веќе повеќе од месец и половина, значи некои од аспирантите за кандидат за градоначалник од редовите на СДС почнаа своја лична кампања преку социјалните медиуми, мрежи и на терен во комуникација со граѓаните. Исто ги следам посебно Максим Димитриевски, Александар Арсеќ и Зоран Дамјановски. Може да кажам дека доста отворено пристапија, но многу агресивно и наметливо кон граѓаните. Ги ја користат секоја прилика за да поентира, да се представат како позитивни личности. Веќе ангажираат доста пиар експерти за градење на некаква личност во јавноста, како да сме кој знае колку големо место, а сите се знаеме добро кој е Зоран Дамјановски, кој е Максим Димитриевски и Александар Арсеќ. Нивните дела зборуваат за нив. Конкретно за Димитриевски, гледам, тој кампањата ја води како да е опозиција, како никогаш да не бил на власт во Куманово, а цело време беше претседател на совет на општина Куманово, а 2013 заедно со Зоран Дамјановски ја водеа кампањата. Гледам некои негови постови дека како ќе стави крај на урбаната мафија, на криминалот, на корупцијата. Јас би рекол дека таквите тенденции се многу стари, многу пред 2013 година, а истите овие аномалии не му пречат 2013 година да излезе во кампања заедно рамо до рамо со Зоран Дамјановски, да бара поддршка за Дамјановски и за советничката листа да победи. За разлика од СДСМ, вашата партија излезе официјално со кандидат, повторно во трката за градоначалник ќе влезе доктор Зоран Ѓорѓиевски. Што беше пресудно партијата да се одлучи за овој потек? Дали резултатот од претходните избори? Секако беа направени неколку сондажи, анкетирање на граѓаните на Куманово и на сите тие анкети Зоран Ѓорѓиевски многу високо котираше и во рамките на партијата и во споредба со другите против кандидати од другите партии, потенцијални кандидати. Господинот Ѓорѓиевски веќе 3 години е пратеник во Собранието на Република Македонија, во еден многу тежок период. Доста амбициозно настапи 2014 година со многу проекти за Куманово, за кои во подолг временски период сам се бореше, без никаква поддршка од ниту еден колега, посебно од Социјалдемократскиот сојуз, од пратеникот кој уште првиот ден започна го бойкотираше парламентот и започна со организација на шарени револуции, протести, блокада на институции. Целиот тој период Зоран Ѓорѓиевски сам, користејќи ги сите врски, сите пријателства и ограниченоста на самиот момент, и имавме 3 години сме во политичка криза, различни протести, договарања, да издейства што повеќе за Куманово. Значи, успеавме како општински комитети, како
пратеник да го вметневме создавањето на технолошко-индустријската развојна зона за Куманово. Беа обезбедени и средства во претходниот буџет, но сега знаете дека имаме нова влада, имаше и други реконструкција на ургентниот центар, хируршкиот дел и слични некои проекти. Повеќето од граѓаните тоа го препозна. Инаку, за жал, во некој многу подобар период, сигурно многу повеќе проекти за Куманово ќе се реализира и доколку локалната самоуправа беше кооперативна, а не водеше агенди како шарена револуција и сите други политики кои ги дигитираше Зоран Заев, секако Куманово ќе беше во многу подобра ситуација него што е сега. За крај започнете ли со теренско штабско работење? Значи веќе одамна започнавме со разговори со граѓаните, со нашето членство пред се. Работиме на мобилизација, на анимирање, на мотивирање на нашите членови да се избориме да ги донесеме вистинските промени во овој град и пред се со неопределените граѓани кои се многу разочарани и гледаат многу убаво што се случува во градот и во државата. Во фаза и завршна фаза изготвувањето и на програмата која е доста амбициозна и веќе подолг период се прави во консултација секако со граѓаните и со експертите од различни области. Господине Ристов, ви благодарам што одвоивте време и што бевте наш гост. Благодарам на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.